Поради тесните резултати од предвремените парламентарни избори ќе биде многу тешко да се создаде трајно и стабилно парламентарно мнозинство, а со тој стабилна влада, вели за Гласот на Америка аналитичарот Петар Арсовски. Според него, најголемиот дел од комбинаториките кои се сега во игра се со 61 или 62 пратеника. Двајца пратеници ако ви се разболат, вие веќе немате мнозинство и тоа е нестабилна комбинација. Другите комбинации или подразбираат премногу шареднолики партии во коалициите, што е исто така нестабилна комбинација, или пребегување на пратеници од други партии, што исто така ќе представува идеолошки комплицирана ситуација за менаџирање во наредните години. Има неколку сценарија, но е малку веројатно влада со заедничко учество на двете најголеми албански партии, додека пак широка владина коалиција тешко би функционирала, вели Марко Трошановски од Институтот за демократија. Со оглед на моменталните околности, процесот на формирање на влада веројатно ќе заврши со коалиција помеѓу Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ или пак Алијанса на албанците. Една од тие две големи партии би влегол во таа владина коалиција со се развиде учество на некои од помали партии, пред се ДП и евентуално некој независен пратеник. Имајќи го во предвид нивото на тензии меѓу партиите и пинг-понг пораките кои си ги праќаат, не треба да се случи опцијата ниту една партија да не состави мнозинство и со тоа да се оди повторно на избори, но во тој случај во залог би се ставила државата, вели Арсовски. На крајот во залог е дали Македонија ќе конституира влада или не, или, доколку тоа не успее, ќе се оди на нови парламентарни избори, што би ја пролонгирало вкупната криза и би го зголемило периодот на неизвестност. Така што тоа е залогот, реституцијата на институциите и политичката стабилност во наредниот период. Трошановски пак смета дека новата влада какви да е треба да го избутка целиот мандат, бидејќи големите прашања биле затворени. Пред нас се реформи кои што се во линија на преговарачката рамка и евроинтеграцијскиот процес и мислам дека оваа влада би требало и мора да остане до крај, да го истера целиот тој мандат. Потребни ни се најмалку од се повторно предвремени избори и дисконтинуитет во процесот на преговори кои што не очекува. Инаку преговорите за нова влада помеѓу партиите се одвиваат далеко од очите на јавноста, но се очекува многу брзо партијата која би обезбедила мнозинство да го извести председателот Пендаровски, кој според законот треба да го додели мандатот за состав на идната влада. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.